Судијката Елизабета Дуковска денеска не се појави на седницата на Уставниот суд откако управен одлучи дека била незаконски избрана. Нејзиното столче остана празно, а предметите кои ги работела ќе бидат распоредени кај останатите судии. Председателот на судот Дарко Костадиновски не сакаше да ја коментира одлуката на управен суд, но го повтори ставот дека е направен правен преседан. Не дека нема што да каже. Значи, оваа одлука на управниот суд ќе произведува правни последици. Ќе оставиме да видиме и науката, и струката, ако има потреби Уставниот суд, евентуално во иднина да се произнесеме за оваа состојба. Зашто ова е состојба, правна состојба. Зашто еве многу едноставно ви кажав, имаме пресуда, таа пресуда ни прави правна состојба, таа правна состојба создава правни импликации и веќе ги гледаме. Уставниот судија Осман Кадрио очекува сега собранието да констатира престанок на мандатот на Дуковска. Дали може, ве молам, управниот суд да поништи одлука за избор на судија на Уставен суд? Тоа е прво прашање, доста дискутабилно и доста спорно. А другото што е проблематично и најпроблематично, и тука носи вина управното судство, не се пуштаме ние во законитост на нивната одлука. Ве молам, зарем е можно за избраниот судија, управниот суд се произнесува со поништувачка одлука после 2 години. Судскиот совет се уште нема официјален став по одлуката на управена за уставните судии. Токму советот е сега на потек да спроведе постапка и да предложи нов кандидат за судија. Според председателката Силјановска Давкова, пак вината е кај судскиот совет, бидејќи во 2023-та не гласале за другите кандидати за уставен судија. Сега не би смело си одлуките да се проблематизираат, меѓутоа не може да остане во Уставниот суд особа која што е избрана на неуставен, па ако сакате и на незаконски начин. Оти каков е тој надпревар ако имате повеќе, а некој си одлучи дека завршена е битката. Председателот на Уставен Костадиновски повторно посочи на последиците од поништувањето на изборот на Дуковска, дека на неодредено одложена подготвителната седница за Законот за јазиците, но и дека сите останати одлуки во кои таа учествувала се конечни и извршни и дека нема по службена должност да ги преиспитуваат.